Добар ден. Во името на екипата од Фактор Здравје ја користам приликата да ви ја честитам новата 2018 година, да ви посакам многу здравје, потоа Фактор Здравје, пари, среќа, задоволство и многу љубов. Ова е првата емисија од вашата здрава навика која што во живо ја следите во оваа нова 2018 година и оттаму возбудата повторно да ве поканам со нас е добродојдена и се надевам дека на ваша и наше задоволство ќе имате прилика и денеска да соработувате со нас, слушнете нови совети и она што е најважно да ви го представам гостинот и темата со која што денеска за прв пат во новата година се надевам ќе ни го дадете вашето внимание. Еве ги деталите и почетокот на Фактор Здравје. А денешната емисија во контекст на темата со која што повторно се надевам и ќе повторам, ќе го заслужиме вашето внимание, за прв пат ќе ја отвориме, јавно ќе проговориме за неа и она што е најважно, можеби ќе ви предочиме за тоа што не сте биле свесни, а ви се случувало на вашето работно место. Конкретно кажано ќе зборуваме на тема мобинг или вознемерување или нарушување на работното место од аспект на специјалноста медицина на труд и тоа ќе ви ги објасниме деталите, ќе во како што реков што тоа представува и она што е најважно како тоа да се препознае и каде соодветно да се реагира. За ова и многу повеќе во контекст на денешната тема одговор ќе добиеме од доктор Злате Мехмедовиќ, кој што е специјалист по медицина на труд и воедно прв човек или директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје. Доктор Мехмедовиќ, добар ден и ви ја честитам и вам новата 2018-та. Како сте? Добро, еве, фала ви на поканата, ја да ви ја честитам новата 2018, да ви посакам успешна работа во оваа година. Благодарам. Да знаете дека по вас ќе се суди каква година ќе имаме, бидејќи за прв пат ни гостувате во новата година. Вие сте првиот со кого ја отвораме ова нова, би рекол, сезона телевизиска на Фактор Здравје во новата година. Посакувам убаво да се чувствувате, а патем да споменам дека доктор Злате Мехмедовиќ, кој што денеска гостува во Фактор Здравје, е и воедно претседател на Сдруженијето на специјалисти по медицина на труд на Република Македонија. Г132 плюс Натурал е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. Г-Натурал ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакне имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. Г-Натурал ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Денешната тема во Фактор Здравје е насловена мобинг и уште еднаш ќе потсетам дека оваа тема ви ја презентираме преку стручниот коментар и разговорот со доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на труд и воедно директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Доктор Мехмедовиќ, со оглед на фактот дека прв пат ја отвораме оваа тема и зборуваме за мобинг или вознемирување на работното место, прво да ја дефинираме од ваш аспект и дали зборуваме само за физичко или психичко малтретирање?
Генерално, ако сакаме да разговараме за тоа што е мобинг, треба да почнеме од основното, значи од дефиницијата за тоа како се дефинира мобингот. А мобингот во основа представува едно специфично однесување на работното место, со кое што поединец или група на луѓе кои што работат таму, можат да се однесуваат кон одредени личности со однесување кое што подразбира омаловажување или притисок на работното место или заканување, што во крајна цел би требало да има во однос на личноста која што е жртва на мобинг, нарушување на нејзиниот углед, на нејзиниот човечки интегритет, деперсонализација на личноста, што е во принцип генерално завршува и со давање на отказ на работното место. Самиот термин мобинг, всушност е англиски термин кој што потекнува од два збора. Едниот збор е моб, што значи орда или група. Најчесто кога се мисли на мобинг како процес кој што се работи за кој што се работи во предпријатието, тогаш се мисли дека поголема група на луѓе е насочена, односно фокусирана кон тоа да малтретира одредена личност. А вториот збор од каде што излегува терминот мобинг е мобиш, односно што во превод би значило едно некултурно, невоспитано однесување кон одредени личности во околината. Самиот збор мобинг всушност е кованица од овие два збора или некој начин етиологијата е во овие два збора. Во основа повторно се работи за едно дејство со кое што сака да се нанесе штета на одредена личност, да се вознемирува на работното место со цел да се исклучи од општествениот систем и да му се нанесе штета на неговиот углед. Значи тука зборуваме не само за физичко, би рекол, туку и за психичко, пред се малтретирање или вознемирување на жртвата, условно, ако можам така да се изразам. Значи во дефиницијата на мобингот пред се стои тоа психичко малтретирање, кое што не мора да биде ограничено само на психичко малтретирање, тука може да постои и така наречено физичко малтретирање, кое што може да биде вербално, може да биде и насилно, може да биде и во форма на насилно действие на работното место, може да биде и сексуално вознемирување, така да дефиницијата на вознемирувањето е општа, не може да кажете дека само психички некој е малтретиран поради значи многу широка, да. Апсолутно, значи психичкото малтретирање е само во основата на мобингот, меѓутоа може да има и други типови на действија кои што се однесуваат на мобингот како действие на работниот процес. Како паралела или она што ми падна на ум пред Нова година, во Соединетите Американски држави имаше неколку признанија за мобинг, односно и за сексуално злоставување, омаловажување пред се на припадничките од понижниот пол, како во телевизиската, така и во филмската индустрија. Предпоставувам дека и тука спаѓа или таа дефиниција или терминот мобинг го опфаќа и тоа делание на тие личности. Генерално во Македонија анализите кои што се прават покажуваат дека мобингот како начин на вознемирување на работното место е претежно ситуација која што сретнуваме кај жените. Значи негдека во околу 10% жртвите на мобинг кои што се уште не се докажани се во принцип жени, 7% се од нив мажи, и тоа што е поинтересно е дека жените кои што се наоѓаат во период од 35 до 45 години се онаа група на работнички кои што најчесто се јавуваат како жртва на мобинг. Така да ситуацијата во Македонија и во Европа генерално, пошто тоа е пресликана ситуација, многу слична на состојбата која што, како рековте, е присутна во САД. Кога зборуваме за оваа појава вознемирување на работното место или мобинг, стручно кажано, кои се причините за оваа појава и што е она што како фактори го детерминира? Обкружувањето пред се на работното место, карактерот, предпоставувам, и на оној што врши мобинг и на жртвата? Апсолутно. Значи пред се, за да дојде до мобинг, потребно е да имате услови за да се создаде тоа. Едно од најважните работи кои што се битни за да дојде или да не дојде до појава на мобинг е работната околина. Треба да имате здрава работна околина која што ќе биде ослободена од конфликтни ситуации во секоја смисла на зборот. Бидејќи во основата на секој мобинг, иницијално она што се случува е конфликтната ситуација. Првен морате да имате судир, секдека каде што имате интерперсонални односи, за да дојде до појава на мобинг. Доколку имате здрава работна средина во која што работодавачот точно ги има детерминирано начините на однесување во предпријатието, во компанијата, тоа значи дека здравата работна околина ќе придонесе кон тоа да имате помала шанса да ви се појави мобинг. Мобингот може да биде генерално двонасочен. Односно може да имате мобинг по вертикала и можете да имате мобинг по хоризонтала. Што тоа значи? Тоа значи дека кога имате мобинг по вертикала, тогаш имате надредена личност која што по хиерархијата во компанијата е поставена како раководно лице или одговорно лице, кое што врши мобинг врз оние што се по хиерархија на пониско ниво. И многу почесто може да се случи да има
мобинг кој што е хоризонтален, односно да имате мобинг од работници кои што се наоѓаат во ист ранг по систематизација во работната организација. Оно што е важно, би сакал уште еднаш да го потсетам, а тоа се телефонските броеви 6091-924 и 6091-925. Повелете, јавете се доколку имате интерес да поставите прашање во контекст на денешната тема, но и да не поздравите или да размениме честитка за новата година, а да потсетам дека денешната тема мобинг ви ја презентираме преку гостувањето на доктор Злате Мехмедовиќ, кој што е директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, воедно специјалист по медицина на труд и воедно исто така председател на Сдруженијето по медицина на труд на Република Македонија. Кажавте дека ова може како појава да се случува и по хоризонтала и по вертикала, но она што е особено важно, бидејќи во Македонија, барем ние во Фактор здравје не сме зборувале, какви се вашите искуства, дали почесто се јавува по вертикала, односно надреден врз подреден, или по хоризонтала во исти ранг кој што се вработени? Значи најчесто се јавува онамо каде што имате поголема можност да се сретне тоа, а тоа значи дека во хоризонтала каде што имате поголем број на работници кои што се наоѓаат од тој пул кај што може да извлечете луѓе кои што може да прават мобинг, така да во делот на она каде што имате хоризонтална поставеност на работниците, имате поголема можност да се јави тоа. Многу помалку имате раководители за да имате вертикален мобинг. Иако генерално секоја позиција која што е одговорна е самата по себе основа за да се јави некој психолошки профил на личност кој што ќе може да прави мобинг. Меѓутоа тоа не ја исклучува можноста дека вие и по хоризонтала можете да имате мобирање на личности помеѓу себе. Детерминирањето на мобингот зависи пред се од психолошкиот профил на човекот кој што го врши мобингот. А психолошкиот профил на личноста која што врши мобинг најчесто е поврзана со некоја фрустрација која што може да биде било како, може да биде лична или може да биде професионална фрустрација, која што после тоа се рефлектира врз другите вработени. Не мора да биде по вертикала, значи може да бидат во исти ранг и тој мобинг дури може да биде и обратно, може да биде во обратна вертикала, може да имате работник кој што е во понизок ранг да прави мобинг врз својот одговорен кој што му е претпоставен за работниот процес, што во принцип се случува најчесто. Меѓутоа најчесто се случува мобинг како дејствие во хоризонтален термин. За да бидеме пореални и подобро сватени, како пример може да дадеме што како мобинг или како ситуација може да предизвика мобинг. Дали еве неизвршување на некои задачи, надреден, подреден, предпоставувам кога ќе бидат дадени заради некои своји лични фрустрации или заради своји причини, може да се смета за мобинг. Многу е тенка линијата помеѓу тоа докаде ви се и по кои стандарди, да, како така, тоа се значи многу е тенка линијата помеѓу тоа докаде ви се работните одговорности кои што треба да ги почитувате и кога почнува мобингот. Значи се додека процесот на одвивање на работите во една компанија се заснова на тоа да ги почитувате вашите работни задачи и работните цели кои што ги имате согласно систематизацијата на било која компанија, тогаш не може да зборуваме за мобинг. Све што излегува надвор од ова што го разговаравме до сега, надвор од работни задачи, надвор од работни цели, нормално дека представува основа да можете да мислите дека некој ви дава задачи кои што се надвор од вашата компетенција. Помеѓу другото треба да знаеме дека постојат негдека 45 активности кои што се поврзани со мобингот. Негдека во некои земји тие се детерминирани како однесувања, меѓутоа примери за такви однесувања се еве доколку на одреден работник му давате работни задачи кои што се под неговата компетенција и под неговите квалификации, тогаш го демотивирате. Практично вие не можете да му дадете работа која што некој ќе го исполни. Или сакате обратно. Дајте му работа која што ќе биде претешка за него да ја заврши, тој таа работа нема да може да ја изврши затоа што има недоволно компетенции и тогаш ќе биде казнет поради тоа што не е извршил работата. Треба точно да се постави линијата докаде треба да се гледат работните задачи и од каде почнува мобингот. Имаме јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Господине, среќна и успешна 2018 ви посакувам. Поставете го вашето прашање. Хвала многу. Јас ви го поздравам колегата од Златан. Добро. На телефон е доктор Димитар. Знаео. Добро. Но. Дали сте на линија? Ќе ве замолам уште еднаш да се јавите. Сигурно некои технички проблеми имате, слободно, телефонските линии се отворени. Дали сакавте во контекст на линијата разграничување што е мобинг, а што не да дополните или? Апсолутно, значи тука рековме 45 активности кои што се однесуваат на мобингот. Тие 45 активности генерално може да се дефинираат како поеми дејствија кои што се случуваат од моберот кон жртвата, што е жртвата на мобинг и подразбираат различни ситуации. Значи може
во однос на жртвата да имате ситуација кога му се наметнува да извршува работни задачи кои што кажавме се надвор од неговата компетенција. Се изолира од состаноците кои што се организираат во компанијата. Се зголемува надгледувањето на неговите работни обврски, што е невообичаено за другите вработени во компанијата, или можете едноставно да го изолирате физички, да го ставите во дел од компанијата во кој што не се наоѓа никој, ќе се наоѓа сам и ќе се чувствува изолирано. Постојат голем број на активности кои што можат да се идентификуваат со мобинг и кои што се надвор од работните задачи, и кога ќе треба да се направи детерминирање за тоа дали се работи за мобинг или не е мобинг, обично се земаат овие активности како референтни вредности за тоа дали е можно да се докаже мобингот како дејство. Затоа ќе зборуваме во вториот дел од емисијата како да се препознае и каде да се упатат тие лица. Уште едно прашање во овој прв дел уште, дали приватните или јавните компании или институции се поподложни на мобинг? Што велат вашите искуства и познавања? Генерално тоа се субјективни искуства. Ние не можеме да кажеме дека имаме реално направена анализа за да знаеме дали во јавните или во приватните компании имате повеќе мобинг. Логиката зборува дека треба да очекуваме во јавните компании дека треба да има повеќе мобинг, меѓутоа анализа како референтна анализа која што би можела да ни каже дека се работи за таква ситуација, ние немаме направено. Секоја компанија би требало во најмала рака да направи на некој начин превентивна програма со која што ќе ги заштити своите вработени, но воедно ќе ги заштити одговорните лица од тоа како треба да се справат со мобингот. Заштитата мора да биде двострана, без разлика на се, затоа што не само вработените треба да се заштитат од мобинг, туку и раководните лица кои што не знаат каде ја поминуваат границата на координирање на работниот процес и мобинг, треба да се заштитат од одговорноста која што ќе имаат согласно законите во Република Македонија. Така да секоја едукација, посебно во јавните установи, е многу битна за да може точно да се одредат границите помеѓу работните задачи и мобингот. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. По блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и деталите кои што ќе останат ќе бидат презентирани во контекст на рубриката Мобинг преку гостувањето на доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на труд. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. ДНА Анифарм, групација 5, трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје.
Пред моето следно прашање, во продолжение го вклучуваме и второто јавување денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господјо. Среќна и успешна нова 2018 ви посакувам. Аз ви благодарам. Ве слушаме. Ви благодарам многу. Благодарам. Јас би сакала да прашам нешто во контекст на темата. Да, ве слушаме. Благодарам. Супер. Но, сакам да прашам кои би биле тие екипи, кои личности, како да ги наречам, која група на луѓе што ќе го потврдат мобингот, затоа што знаејќи, например, дека во ниједна работна организација, чисто мое размислувањето, не постои психолог запослен. То ме интересира. И дали до сега, то дали се решил некој мобинг или не ме интересира. Мисля, кој то ќе го процени? А ни една работна организација нема психолог. Дали тука се основаат некои групи од кои квалификации и така. Тоа е многу специфична работа, затоа што може наместо тој што е мобингован да настрада. Сигурно, благодарам за вашиот интерес и прашање. И суштинско прашање ме интересира. Да, благодарам за вашето јавување. Поздрав и секое добро, а сите вие кои што сакате да се бидете во контакт со нас, ги имате телефонските броеви на вашите екрани. Ова се надоврза на она што сакав јас да ве прашам, повелете. Така, значи сега веќе ќе треба да почнеме да разговараме за тоа како ќе се детерминира дали нешто представува мобинг. Значи, ако сакаме да докажеме дека нешто представува мобинг, треба да имаме хронолошка поставеност на травматското дејство. Што значи тоа? Од кога ќе земете анамнезија, од кога ќе видите дека се работи за нарушувања, односно за вознемирување во текот на работниот процес, треба да исклучите одредени работи за да знаете точно она што го кажа господјата, дали се работи за мобинг или жртвата ќе испадне всушност човекот кој што не правел мобинг. Тука се работи повторно за една психолошка анализа, и тоа не го прават психолози, најчесто го прават психијатри. И треба да се види дали кај човекот кој што е жртва на мобинг претходно постоело некакво било какво расстройство, кое што е расстройство на личноста, дали постоело некакво душевно расстройство, дали постоела некаква психичка промена која што би можела да е затекната и поради тоа да имаме некој вид на заблуда дека всушност се работело за мобинг од страна на човекот кој што го, односно од одреденото лице или од хоризонтален мобинг кој што го правил тоа. Така да хронолошката поставеност на работите, која што мора да биде докажана низ еден подолг период, не можете вие да поставите индикација дека постои мобинг доколку тоа не трае подолг период. Најмалку еднашка во текот на неделата треба да имате вознемирување на работното место, кое што ќе трае најмалку 6 месеци. Законски дури не е детерминирано по специјалниот закон што е за вознемирување на работното место дека тоа треба да трае 6 месеци, туку е наведено дека треба да трае само подолг временски период. И тоа треба, претпоставувам, не само психосоматски, туку и физички да има некоја клиничка слика, или? Апсолутно, значи клиничката слика која што се јавува кај луѓето кои што се жртва на мобинг, обично се дели во две големи групи. Имате психички нарушувања, имате психосоматски нарушувања. Во психичките нарушувања вие можете да имате психози, можете да имате депресија, можете да имате анксиозност, а што се однесува до психосоматските нарушувања, можете да имате главоболка, хипертензија, кардиоваскуларни заболувања, мозочни удари. Значи нешто што телесно се манифестира. Апсолутно, значи тие хронични болести обично се јавуваат во петата фаза на мобингот, тоа е најтешката фаза на мобингот. Често пати може да се случи да има некои суицидални нагони, за самоубиство нагони. Апсолутно, значи во една студија што е направена во Шведска од 91 до 95 година е докажано дека 10 до 12% од вкупниот број на самоубиства во Шведска се резултат на мобинг. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало? Добар ден, господјо. Се слушаме? Да, ве слушам. Ви честитам и вам нова 2018 година. Ви посакувам се најдобро. Новата година. Благодарам. Благодарам. Години. Имате ли прашање или сакате нешто да споделите со нас? Не, ние само ќе ви споделиме некои Добро. прашања. Мобингот се врши од страна и на вработените, кај што ги подбуцнуваат другите вработени за да остануваат тие позадина. Да не се тие демек носители на што ти го вршат мобингот. Добро. Пуштат некој послаби, некој нивни или било како и ти го вршат мобинго за хикс причини, да ти го менат работното место, да те омаловажат или било како. Мобинго со ништо не можеш да го докажеш, освен лично сам. Ако некој ти врши мобинг, врати му. Дупло врати му. Благодарам за вашето споделување на искуството. Да,
Лично мене ми се случувало. Јас не одам никаде да се жалам, него ја фаќам за коса и ја пикам под биро. Да. Па нека дојде уште еднаш, нека ми прави мобинг. Без смеја, смејте се. Или ја земам чантата нејзина, го отворам прозор и го фрлам нејзината чанта. Да. Благодарам за вашето искуство, за вашите инструкции. Дали треба на мобинг со мобинг да се врати? Интересен принцип на поставување на работите, искрено. Ние што немаме биро, јас треба овде под столицата да ставам главата, ако има. Па ќе се снајдете, не знам каде ќе ја ставите главата, меѓутоа принципот на решавање на мобингот со мобинг не функционира. Пред се рековме треба да има една здрава работна средина во која што секој ќе се чувствува комотно. И тоа е многу битно не само од аспект на тоа какви се интерперсоналните односи. Мобингот како феномен е дефинитивно проблем и за економската состојба во која што се наоѓа една држава. Не само за општествениот и за социјалниот живот на една личност која што е жртва на мобинг. Таа личност која што е жртва на мобинг со тек на време ќе почне да станува све помалку продуктивна, ќе отсуствува од работа, ќе има финансиски проблеми, ќе има проблеми со своите пријатели, ќе има проблеми со семејството и тоа генерално е терет за целото општество. Значи, после тоа општеството треба да се справува со психичките и со психосоматските промени кои што се јавуваат кај личноста. Значи, зборуваме тука за карактер на тие личности кои што треба можеби немногу тука да се создава со тек на време. Низ тие 5 фази во кои што се развива мобингот, вие ќе добиете личност која што во почетокот, во првата фаза имала само судир со некоја личност, она што го кажа и господјата, вие имате судир, меѓутоа се почнува од судирот. После тоа се развива агресијата, таа агресија преминува во психички терор, после тој психички терор ја прави жртвата на мобингот да биде главна и одговорна за сите проблеми кои што се јавуваат во претпријатието, па има фаза на одбрана, таа фаза на одбрана значи дека таа личност ќе почне да наоѓа некои издувни механизми за да може да се справи со мобингот кој што се јавува на нејзиното работно место и на крај ќе се јави фаза на декомпензација. Значи таа личност повеќе нема да може да го компензира она што и се случува на работното место, ќе почне да се јавуваат хронични болести, ќе почне да се јавуваат психички промени и рековме дека во 10 до 12% од случаевите што се испитани во Шведска завршиле со самоубиство како резултат на мобинг. Уште еднаш да потсетам дека на 6091-925 и 6091-924 сте добродојдени со ваши јавувања. Денеска како тема ви ја нудиме мобинг или вознемирување на работното место преку гостувањето на доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на труд и воедно директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Она што уште сакам да ве прашам, кажавте и господјата рече дека не може барем кај нас да се евидентира мобингот. Какви се искуствата, што ако одредено лице се покаже дека е малтретирано, каква е процедурата понатаму, каде треба да се обрати? Значи, постојат два закони кои што се однесуваат за вознемирување на работното место. Едниот е закон за работни односи и вториот закон е закон за заштита од вознемирување на работното место. Овој вториот е специјален закон кој што е супериорен во однос на првиот закон и во двата закони е точно детерминирано како можете да го одредите мобингот и да го потврдите мобингот. Во државава, за жал многу ретко се случува да се докаже дека мобингот е реалност и дека постои како проблем. Мислам дека постојат само 2 случаи во државата во кои што е докажан мобингот, меѓутоа правната легислатива во основа е добра. И ако се тргне од таа правна легислатива и доколку се следи, мобингот може многу едноставно да се докаже. Треба да знаеме дека не само докажувањето низ правна легислатива е возможно, туку дека и заштитата за време додека трае правната легислатива исто така возможно. Секоја овластена установа по медицина на труд има можност согласно законот да даде прераспределување на работникот на друго работно место се додека трае постапката за постапката која што се однесува на мобинг, односно постапката која што се однесува за тоа дека се вознемирува на работното место. Така да лицето кое што го докажува мобингот има можност апсолутно да биде изолирано од сите проблеми кои што му се јавуваат на работното место се додека не ја докаже постапката. Во однос на таа постапка кога веќе ќе се покрене, кога ќе има постапка, дали останатите вработени кои што се дел од таа компанија, кои што се сведоци или не се на тој мобинг, исто така се дел од целата постапка во смисла на сведоци, испитување, нормално претпоставувам тоа во дискреција се прави. Тука навлегуваме веќе во правни работи. Ова само ве споменувам правно како тече, иако за тоа нели правните лица се задолжени. Апсолутно, тука се задолжени правните лица, тука ние не би навлегувале. Ние навлегуваме во делот на тоа како
медицински се манифестира мобингот кај жртвата која што или поедноставно кажано како специјалисти по медицина на труд покрај анамнестичките податоци кои што несомнено мора да ги добиете од жртвата, што како податок ви е потребно понатаму, дали еден клинички преглед, доколку има некое психосоматско пореметување или нешто дополнително? Обично психосоматските пореметувања ние сме како специјалисти по медицина на труд можни да ги детерминираме. Сите диагностички процедури кои што се однесуваат на мобингот може да се диагностицира, може да се применат во една установа која што е овластена за вршење на дејноста медицина на труд. Што се однесува до делот на психијатриското вештачење, за да се видат какви се психичките промени кои се биваат кај личност, нормално дека тука требаат вешти лица, тоест психијатри кои што ќе детерминираат психичката состојба на личноста која што е изложена на мобинг. Уште еднаш ве поканувам, доколку сакате, јавете се, слободно поставете прашања, учествувајте и денеска во Фактор здравје, а она што ни остана уште неколку минути во тек на разговорот за вознемирување или мобинг на работното место, се деталите кои што сакам да ги споделам, а тие доктор Мехмедовиќ би рекол се однесуваат на превенцијата или советите како лицето кое што е жртва на мобинг може да се заштити. Превенцијата е основна мерка со која што треба да се заштити едно лице кое што е изложено на мобинг. Практично, ако рековме навлегуваме во секоја фаза која што е карактеристична за мобингот, со поодминувањето на секоја наредна фаза ви имате поголема можност да добиете личност која што е во лоша состојба да придонесува во општеството. Превенцијата пред се однесува на тоа како ќе ги поставите работите во организација на компанијата каде што се наоѓа таа личност. Треба да има здрава, квалитетна работна средина, која што ќе биде ослободена од тие психолошки опасности. Во принцип, во медицината на труд ние тежината на работното место и проблемите со кои што се сретнуваат работниците на работното место ги делиме на штетности и опасности. Сега овие опасности кои што се психолошки, надвор од тие биолошките, надвор од хемиските, надвор од физичките опасности, се едни од најспецифичните. Изолирањето на тие и најтешко сигурно за докажување или вештачење. И за превенирање. Да. Значи тие психолошки опасности секогаш имаат индивидуална природа, како што е конкретно во случајот на мобингот. Вие имате луѓе кои што имаат психолошки профил да прават мобинг врз некои кои што ќе им бидат нивни жртви. И нормално дека е многу тешко да го превенирате, пошто тука работите со човечкиот фактор. Што се однесува до физичките, хемиските и биолошките, нормално дека многу полесно ќе ги елиминирате колку овие што ви се психолошки фактори, односно штетности и опасности на работното место. Превенцијата на овие психолошки штетности на работното место е број еден превентивна мерка која што треба да се фокусираме. Ако успееме меѓу другото да направиме обука во секоја компанија која што е потенцијално место каде што може да се развие мобинг, нормално дека на тој начин ќе ги превенираме последиците од појавата на мобинг на работното место. Што тоа значи? Тоа значи дека ако работодавачите точно знаат што значи мобинг и кога они прават мобинг врз своите вработени, свесно или несвесно може би апсолутно ќе знаат каде е границата за тоа и кога треба да престанат. Исто и за работниците. Работниците треба да знаат како треба да ги извршуваат своите работни задачи, за да не го злоупотребат терминот мобинг како термин со кој што ќе можат да се извадат од одговорноста дека работните задачи кои што им се дадени треба да ги извршуваат. И моето последно прашање, дали нередовното давање плата или доцнењето плата, недавањето К15 исто така е мобинг? Многу деликатно прашање, мислам дека нема да можам да одговорам на ова прашање. И вие немате одговор. Со оглед на тоа што јас сум одговорно лице, и директор во Здравствен дом Скопје, недавањето плата јас сметам дека не треба да биде мобинг, туку треба да биде нешто што ќе си го заслужи секој работник согласно работните задачи. Добро, вие сте во јавна установа, сепак законски им следува на тие вработени. Апсолутно, доколку ја заработат и доколку ја заслужат. А повторно ќе кажам, пошто јас сметам дека навистина работниците се најголемото богатство на секоја компанија што го има, дека моите вработени апсолутно ја заслужуваат нивната плата. Ви благодарам. Каму повеќе да има вакви работодавачи. Благодарам, доктор, уште еднаш ви посакувам секое добро во новата година и повторно ве канам во Фактор здравје да бидете наш и гостин на гледачите. Со задоволство. Ми беше задоволство и мене, доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на труд и воедно директор во јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје, беше денешен гостин во Фактор здравје. Ви благодарам за вашето внимание и дружење и споделувањето на новите информации со новото продолжение од Фактор здравје. Го закажувам повторно за утре овде во исто време. Останете со нашата програма и бидете повторно дел од нашата емисија. Пријатно.